Бизарна грешка го шокираше семејството Дончеви од Кочани. За помалку од 4 часа 58-годишната Јаворка Дончева починала, па потоа воскреснала. Агонијата низ која поминало ова семејство реши да ја раскаже нејзиниот син. Се почнало во понеделникот напладне, откако Јаворка најверојатно доживеала и трет мозочен удар. Со брза помош веднаш била хоспитализирана во Кочанската болница. По неколку часа нејзиниот син се јавил за да праша како е мајка му, но од другата страна на телефонот му рекле дека е почината. Тогаш семејството почнало да се подготвува за погреб. Ги известиле пријателите и роднините, а подготвили и ковчег и некролози. Но кога отишле да си го земат телото на починатата, тогаш следувало вистински шок. Доваѓаме овде, исто во болницава пред брза помош тој. Доваѓаме таму, ни рекол, вика, значи за 2 сати, вика, ќе синеме долу. Не можете, вика, сега, вика, да земите. Добро, чекаме 2 сати, 2,5 сати, си заминавме. После ми звони пријател шо 8:15, негде, вика, да земеме мајка ти. Одиме да земаме мајка ми, ни знаат ни кај, ни шо е, ни на која оделение, ни на ништо. Одеме ја бараме, викат мајка ти, вика, е жива, вика, не е почината. Ево направено е све, значи одам, нека видат сиве. Значи ова мора да го знаете министерот. Операторот што го подготвувал погребот тврди дека во болницата цвета бизнис со починати, односно се подкупуваат вработени кои треба да форсираат одредени фирми. За ова го известиле и раководството на болницата. Се случи една несакана работа што долго време се очекуваше дека ќе се случи. Од тие брзање кој кого да повика, за едно ало колку пари да се земат, што не е добра работа ниту за луѓето, ниту за здравството, ниту за починатите, ниту пак за нас како конкуренција и оператори. Случајот е пријавен во полиција, потврди денес директорот на Кочанската болница. Во текот на денот сите вработени кои биле тој ден на работа имат дадено исказ. Во моментот Јаворка Дончева е хоспитализирана на интерното оделение, а нејзиното семејство го чека исходот од бизарната грешка.